Па не знам новите жанрови што се сега сите ново компоновани, меѓутоа не би ја ставил. Не е нешто Па налик. види, основата е хип-хоп. Предходно твое. Основата е хип-хоп. Што и да правам, основата е хип-хоп. И сега што правиме муабет, основата ми е таа. Од таму ми произлегува сето што го имам у мене научено. Благодарение на таа хип-хоп култура, бидејќи е многу важна за мене и за многу луѓе што растеле и учеле. Дали ја правам албум од изворот на изборот, дали за клуб или од таму хип-хопот ми е изворот. Тебе ти е тоа изворот, да. Лично. Од И сум детството. не го заобиколувам, да може да скршнам, меѓутоа Јасно. гледам некако да го имплементирам, да се појави тие нови звуци, нови форми, знаеш, пошто се менува време. Основата е таа, бидејќи мене ми е многу значена таа култура. Знаеш, не е само рапер да бидеш. Знаеш, има многу повеќе, има многу мудрости у тоа, многу искуства, многу жртви, многу успеси, многу пари, многу манипулации има. Конкретно у тие У хип-хоповски... хип-хоп културата, конкретно, да бидејќи е гигант сега. И сега јас сум од самиот почеток, сега не дека јас сум од 70-ти, јас следам, меѓутоа од времето мое кога сум почнал, ја следам као култура, не само као тренд. Да. И сум приметил дека има многу километража, има многу постигнато. Сега... Има цел, има и бизнис измеѓу бизнис план има. Мора да има. Тоа приметив, знаеш, Мора да има. ама има и малце да колку е, толку кошта све. Што е добро. Да. Добро е бидејќи луѓе да се еманципираат, што биле запнати у некое време, своевремено. Азици или афроамериканци, латино кои да се. Мора да мислите на тоа. Знаеш, за да се соопштат себе, за да нешто се издигнат од нешто, низ тоа движење они тоа го направиле. Значи не е само афроамериканска култура, него имаш и латино, имаш азици, сите тие биле у тоа движење. Тоа зборовите после сами си испаѓаат артистите, пораките, меѓутоа самата намерата на хип-хоп културата следија од почеток до сега ќе видиш дека издигнување на луѓе кои што биле у некоја ајде да не кажам ниска класа или така угнетени кои што биле маргинализирани и ова им неверојатно им помага да се издигнат и ден денес да стане мултимилионерски, билионерски, како да кажам, бизнис, тренд, и многу се измешани и така натака, меѓутоа основата мене лично ми е хип-хоп. Сега нешто ме подсети дека сега цело време ќе си се подсетувам, поврзувам колку сме исто растени, тромски, и сега ме подсети на времиња, зборам основно, моето неупатено музичко уво, сепак како да памти две спротиставени страни ли во хип-хопот, оние East Coast или како различни движења во рамките на самиот хип-хоп, уште во две, многу повеќе се зачетоците, и како дури у наше време како да имаше ти од кој си? Единствена култура, музика правец како и да е што има меѓу артистите дуел или не знам, тоа се вика биф, имаат они термин за тоа. Дај подсети ме малце што беше причата. Ама нема една прича, тоа се многу повеќе, пошто сега ти ако зборуваш нешто за твое искуство од таа страна, ја за моето, нормално негде ќе се најдеме у некој диалог и контра може да се... Ти немаш одбрано страна од тоа време, као јас сум од тие хип-хопери, не од овие. Никогаш сум прифаќал, сум слушал се, меѓутоа сум имал симпатии повеќе кон, да речеме, тие. Кој? Што не биле, па еве да речеме, јас сум повеќе кон страната на, да речеме, East Coast, своевремено. Добро. Меѓутоа, не сум бил повеќе Њујорк, повеќе Филаделфија, да речеме The Roots. Значи, или Чикаго. Ај наброи ми некои така влијателни бендови, артисти што конкретно сметаш дека те оформиле. Па ја би почнал од нормално Тупак, Биги, Воренџи,
Snoop Dogg, Shaquille O'Neal, пази у тоа време кошаркари го слушам Shaquille O'Neal како овакво, знаеш. Јако. Shaquille O'Neal кој таму тој Крис Вебер и некои такви у тоа време што Знаеш дека рапери- памтам дека и они вадеа рапери, нешто, а кошар- да. врска, дека кошаркар, знаеш. И после тоа доаѓаат веќе како созревам веќе доаѓаат посериозни имиња, мислам знаеш, и се појавува Cypress Hill, па Beastie Boys, па House of Pain, па Das FX, па M.O.P, па Gangstar, па Jeru, и онака се појавува The Roots, Common, Tribe Called Quest, и онака се појавуваат ликови што вие се Мислиш го креваат нивото? па него крева, него своевремено 90-ти беа лидери, носачи на тој звук како што сега се сите оние у тоа време што биле јужњачки рапери или сега трапери што биле на дното. Не биле толку експонирани и се сменија исто како NBA. NBA Golden State Warriors. Да, беа најдоле. Кливленд или не знам ти текна. И после се менја обратно. Нешто слично и со ова. И многу е врзана културата, музиката, исто сум приметил со општеството, со политиката, со бизнисот, со тие работи, знаеш, многу влијае и многу игри има околу тоа. Ама ти имиња што ги спомнав, и денес, пример, Black Thought не можеш да не можем да бидам равнодушен за за неговите дела или за Gangstar или за не знам Das FX или KRS-One, не знам. Tribe Called Quest, De La Soul и сега као ќе ги скокнам, нема да Значи денес знаеш да си пуштиш некоја такво? Многу ми вле Сав. Влијаеле многу. Сав нашите Сав? Да, па не знам други Сав не познам. Не ти викам, ќе мораме извиниш, не виден дудук сум му. Ако, не ни треба да си овакво, си правиме муабет. Ти кажам за мојата... Сав се како некое пред твое време? Па... Они се актуелни или имате малце... Мои учители, јас сум учел од нив, чисто околина биле тука. Се знаеш лично со некој од нив? Сите се не може тука да не се знаеш со некој. Ама имате или преклоп малце, они биле активни и ти си почињал? Јас сум учел од нив и сум почнал после да сурфам после нивниот бран, они што го сурфале. И после доаѓа друг бран и возиме се заедно. И многу рапери, артисти исто возат бранови и од постари некој ако сака да научи, ќе му каже слушај таму фати го боле ќе возиме. Ќе научи, ако некој може да не научи да си иде да си брка работа сам. Да. Нема потреба за судење, секој има избор. Јас сум избрал да ги испоштувам корените, да научам и да продолжам, што е сериозно движење. Хип-хопот. Уникатно е, единствено е, да и рок-н-рол не може да се... Меѓутоа и они биле многу сродни, панкот исто. Панкот е мастер. Сека, знаеш... И ова е исто култура движење, меѓутоа ова е така малце по... Абе, сите си се тие некои субкултури, сите си имаат своји причи, сите си имаат своја порака, своји влијанија, цели генерации се оформени со нив. Твојаво е хип-хоп.